Добре дојдовте во темата на неделата на Слободна Европа. Во следниве минути, преку нашиот видео избор, ви го презентираме и светот на Македонија. Овој пат се осврнуваме врз конфликтот во Украина и неговото влијание врз Балканот. Повеќе од јасно е дека украинската криза го подигна и значењето на Балканот. Она што го спорат балканските, но и светските аналитичари е нивото на значење на Балканот во односите меѓу западните земји, пред се меѓу Соединетите држави и Русија. Бурни реакции неодамна предизвика изјавата на шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров дека за официјална Москва е неодговорна политика, односно провокација можноста за натамошно приближување на Западен Балкан кон полноправно членство во НАТО. Рускиот новинар и публицист и автор на Русија на Путин, записи од опачината на светот, Борис Камчев, за Радио Слободна Европа на прашањето го извезува ли Русија својот политички модел во Европа, имајќи предвид дека и во Европската унија, а и на Балканот се појавуваат лидери со авторитарни тенденции, вели. Тука има неколку контрадикторности, а тоа е политичкото уредување на тие земји каде што би можело да се воведе, да речеме, вие како што кажавте, тој путинистички модел на управување, а тоа е така наречена суверена демократија, тоа е хоризонтална, тоест вертикална власт и тоа е некаква псевдолиберална демократија. На некој начин тие земји не би можеле, можеби би го копирале однесувањето на Путин како лидер со цврста рака, но не би можеле да го копираат политичкиот систем на оваа земја, на Русија. Бидејќи Русија можеби ќе влие и на Русија е интересно да влие економски со своји да речеме проекти како Јужен тек, со своји енергетски проекти, со своите нафтени или извоз нафта и газ, со друга своја специфична индустрија што има, но не би сметал, не би кажал дека Москва би била заинтересирана, тоест не заинтересирана, но дека би настојувала да го извезува својот модел. На Балканот е многу повеќе популарно отколку во Источна Европа. И затоа гледаме дека има многу поддржувачи на тој режим, на Путин како цврста рака и на Путин како некаква икона, како мачо кај нас на Балканот, отколку во Источна Европа, која традиционално гледа поинаку во Русија заради тие историски трауми. Влијанието русите велат го засилува пред се во Србија, но и другите балкански земји поради милиардите долари инвестиции кои тие се спремни да ги вложат во регионот во енергетски проекти во економски слабите балкански земји. Токму Србија беше единствената посетена од рускиот претседател Владимир Путин минатиот месец, а поводот беше 70 години од ослободувањето на Белград. Андреј Солдатов, основач на веб страницата Агентура.ру, вели дека Русија и натаму се чувствува како суперсила. На рускиот претседател Владимир Путин, според Солдатов, најмногу проблеми во остварувањето на неговата политика може да му направи падот на цената на нафтата и гасот на светските пазари. Од тие пари се полни буџетот на Русија и од нив се остварува Путиновата политика во светот и на Балканот. Токму затоа некои аналитичари, како Карл Гершман, кој е претседател на Националната фондација за демократија, вели дека кога станува збор за остварувањето на човековите права и слобода и говор на Балканот, му е потребно силно американско присуство, со цел да бидат надминати постоечките проблеми. Гершман беше и представник на Соединетите држави во Комитетот за човекови права на Обединетите нации за време на администрацијата на претседателот Роналд Реган. Некои пак сметаа дека влијанието на Москва ослабе како што земјите од поранешна Југославија почнаа да бараат членство во Европската унија и НАТО. Најблиску од сите да достигне таа цел е Црна Гора. Напорите на Босна и Херцеговина се во заложниство на етничките расправи и што ги забавуваат неопходните реформи, додека Македонија останува блокирана од долготрајниот спор со Грција околу името. Само Србија, која, како што посетуваат агенциите, можеби е најблискиот сојузник на Русија во регионот, активно не бара членство во НАТО. Тоа беше прилогот од студиото во Прага. Нашиот неделен видео избор го продолжуваме со информација и реакција на истата тема од Скопје.
Каде е Македонија во актуелните глобални геополитички стратегии во контекст на украинската криза? Впрочем, се почесто се поставува прашањето дали Македонија би можела да смени својата посветеност кон евроатлантските интеграции и повеќе да и се приклони на Русија. Има ли Македонија дилема меѓу Русија и Европската Унија, односно дали е можно свртување на нашата земја од западот кон истокот? Во последно време во земјава се поведе дебата во јавноста на оваа тема, која се изведува како логична последица од долгото чекање во ред на почеток на преговори со Европската Унија. Поранешниот дипломат од кариера Благој Зашов нагласува дека некакво свртување на македонската надворешна политика од досегашното стратешко партнерство со САД и Европската Унија е само лажна дилема кај дел од обесхрабрените македонски граѓани дека имаме алтернатива во ситуација на долговлекување со приемот на Македонија во евроатлантските интеграции. Тоа повеќе се изведува од намалениот процент на проевропско ориентирани граѓани отколку од некои знаци на водење на поинаква надворешна политика од актуелната влада, смета Зашов. Ние сме европска земја и стратешки и географски сме свртени кон Западна Европа. Нашите стратешки цели се влегување во НАТО и во Европската Унија. А со Русија, се разбира, не поврзуваат други работи. Тоа е што потекнуваме од исто словенско потекло, што имаме иста вера и се разбира, имаме економски интереси со Русија да соработуваме со неа на економски план. Претежно на економски план. Како и да е, во изминатиот период можа да се слушнат одделни изјави од типот дека нема друга алтернатива за Македонија од интеграцијскиот процес, но и дека последиците од зголемувањето на руското влијание во излови на игнорантски однос кон регионот најмалку зависат од политичките водства на балканските земји. Факт е и дека Македонија не воведе санкции против Русија како што сторија други земји поради украинската криза. Се чини дека оттогаш почна да се споменуваат о избор меѓу Русија и Европската Унија, а во меѓувреме вестат дека председателот на Руската Федерација Владимир Путин пристигна во главниот град на Србија, не ги остави рамнодушни ниту македонските политички кругови. Европските земји членки на Европската Унија соработуваат со источните земји како Русија и Кина, зошто ние како мала земја кандидат за членка на Европската Унија да не соработуваме со нив особено на економски план, нагласува Зашов. Осврнувајќи се на енергетската зависност на Македонија од Русија, тој оценува дека Македонија засега на кус рок нема проблем со гасот. Затоа што и постојниот гасовод што го имаме не се користи максимално, односно се користи само со 15%. Меѓутоа, долгорочно Македонија треба да го реши прашањето со снабдување со газ од Советскиот сојуз или од Русија или од некој од поранешните советски републики. Гасот генерално е слаба точка за целата Европа, зашто голем дел од европските потрошувачи се ориентирани со газ. Тоа Русија го користи, како што другите развиени земји користат други предности. Македонија мора да учи во надворешната политика од однесувањето на Грција и Турција, затоа треба да се има солидна дипломатија, заклучуваат експертите. Инаку, ниту во историјата Русија немала никаков интерес за Македонија, а што се однесува на официјалните средби на македонските и руските политичари во изминатиот период, тие може да се каже дека не се многу и главно се однесуваа на економската соработка. И тоа беше се во овој видеоизбор во кој ви го презентираме светот на Македонија. Следете не повторно на slobodnaevropa.mk и наредната недела.